Во ова издание на луѓе и места ќе ве запознаеме со двајца представници на професија која спаѓа во категоријата на ризични професии. Со двајца искусни скопски пожарникари ќе позборуваме за предизвиците на професијата, за нивните искуства и за пожарникарското секојдневие. Огнот е нивен непријател. Понекогаш природата им е сојузник, но признаваат дека некогаш ветрот го издава тој сојуз. Златко Радески беше прогласен за најдобар пожарникар последната година со 30 годишно искуство. 10 години помалку искуство има неговиот колега Тони Панџаров. И двајцата случајно се нашле во оваа професија кога како млади барале работа. Денес воопшто не се каат за таа нивна одлука тогаш. Не сум имал сон дека ќе бидам пожарникар, зашто стругата не ми беше тоа, него со преквалификација дојдов во пожарната и засакав службата и мислам дека секогаш би бил пожарникар. Излезе конкурс во Весник, он ме поручи, дојди, има отворено конкурс, поднеси документи, здрав си, прав си, би можеле да те примат. И така, случајно, нели, како секој млад човек, работа бараш, приватно работиш. Испадна, поднесов документи, ме примија на конкурс и ете, од тогаш веќе 20 години ефективна работа како пожарникар. И двајцата се согласуваат дека ова е ризична професија, но исто така се согласуваат дека со искуството се навикнувате да живеете со тој ризик. Кога ќе отидеме на лице место на пожарот, веќе со ризици сме, со многу ризици. Од повреди, од топлотни удари, од височини, од можам да назбројам, значи, многу работи. На почетокот, нели, како млад, неискусен, све ново, чудно, страв, возбуда поголема во секој случај. Меѓутоа, со текот на годините, колку повеќе интервенции, нели, човек ќе помине, некако посталожен реагира на тие работи, нели, возбудата сепак е присутна, да кажем, адреналинот во секоја ситуација, нели, во секоја интервенција се качува. Не е истото, например, сега како се осеќам и кога одиме на пожар, не е исто, меѓутоа, искуството, сепак ќе кажам, дава онака една смиреност, таложеност, здрав разум, пошто сепак ние не можеме да реагираме без да размислиме убаво за ситуацијата или за околностите што не очекуваат таму. Сепак мора сите ситуации можни низ глава да ни пролетат, што би можеле таму да не снајдат, да бидеме спремни на све. Нивното секојдневие и кога не се на некоја акција за гасење пожар е исполнето со едукација, вежби и спортски активности. Секој си ги знае своите обврски за денот, а непосредно се дознаваат и обврските кога се гаси некој пожар. Моето прво доаѓање на работа е на Капија. Од Капија, кој ќе влезам тука, значи, одам во мојата канцеларија, се взимам тактичкиот распоред на смената и мојата смена која ќе викнат време е за смена, се постројува смената во гаражите и им го читам тактичкиот распоред. Значи, секој пожарникар си го знае својата работна обврска, што значи дека секој си знае на кое возило си. Со тоа, со прочитувањето на тактичкиот распоред, после тоа секој пожарникар си оди на она возило што е прочитано и си ја проверуваат целокупната колективна опрема. И со себе си ја носи личната заштитна опрема. Без лична заштитна опрема, јас како раководител не смеам да пуштам ни еден пожарникар на интервенција. Кога имаме мирен ден, без интервенции, си имаме обврски. Значи, нашиот ден не е да седнеме и да одмараме. Значи, си имаме настава, секојдневна. Од 8:15 до 12 часот секојдневно имаме настава, која настава ја одржуваме тука во кругот, дали е на кула, дали е со возилата, запознавање на некоја заборавена опрема, нешто што има техника, чадовлекачи, опреми за сечење на технички интервенции, сакам да кажам, многу други. Сета опрема што имаме мораме да ја повторуваме. Внимание, гори Станна улица Јани Луковски, број 15, наша главна команда на пожарната ступати возило број 1.
Па тоа е некаде да кажеме 2 минути до 3 минути, зависи од тоа дали нели колегите пошто даваме дежурство низ кругот додека да дојдат, нели сепак кругов не е мал, не сме сите секогаш на едно место. Меѓутоа би рекол повеќе не од 2 минути, ние веќе возилото е на капија да излези од кругот. Со тоа што додека се возиме до лице место на пожарот, се опремуваме. Или така ни е практиката за да бидеме побрзи и поефикасни, во возило се спремаме. Некогаш малце е потесно во возило, нели услови немаш, друго е надвор да се спремиш, меѓутоа се снаоѓаме. Да бидеме што е можно побрзи, да стигнеме на лице место, нели спремни, опремени, во секој случај мора да бидеме комплетно опремени, бидејќи без заштитна опрема може да се случи да настрада секој, нормално. Екипата што влегува внатре, нели она веќе и донесува одлуки, нели дали ќе реагира на овој начин, на оној начин, овакво. Тоа сепак не е само, нели, ајде ќе одиме како ќе ни се нареди така, нели, сепак мора да во дадена ситуација да реагираш соодветно на тоа, нели, како што е најефикасно. И затоа, да, сме реагирале, сме спасували луѓе и, нели, гаснење во исто време и пред се гледаат човечките животи, нели, да се спасат, а после материјалните добра. И двајцата не ја паметат бројката на пожарите на кои учествувале во нивното гасење. Иако за секој угаснат пожар, според процедурата водат детален записник. Мојот работен век во оваа пожарна е 30 години. Значи, од 1982 сум јас тука. Немам некоја евиденција дека имам толку и толку пожари, затоа што имам многу. Ланска година имав преку 100. На сите поголеми интервенции сум учествувал. Кога гореше поштата, целата смена учествувавме на тој пожар. Конкретно, кога ни кажа дека гори поштата и кога излегавме од капијата, кога видовме пламените јазици како излегуваат од поштата, не е баш едноставно да гледаш тоа што излегува и како ќе влеземе. Но моите колеги стварно беа пожртвувани и влегоа во поштата внатре. Од надвор се гледаше многу страшно, внатре пак ние го гледавме страшното. Зашто надвор не беше толку опасно, внатрешниот дел на поштата гореше. Не гореше надворешниот. Преку куполата излегуваат пламените јазици надвор. Значи моравме да одиме дел чекор по чекор за да дојдеме до локализирање и целосно ликвидирање на пожарот. Зградите во Ново Лисиче кога горе, нели на 2 пати мислам дека беше тоа пред не знам 10 години може да има. Ете тогаш да кажем бев помлад, можеби понеискусен, поуплашен, да кажеме, онака ми останало, нели, како млад неискусен, се врежало во сеќавањата. Меѓутоа, сепак тоа е, нели, со секој пожар, се повеќе и повеќе, онака го збогатуваме искуството и стабилност, нели, како човек, како особа, како личност. Сликите кои ги гледаат кога учествуваат во гаснењето на пожарите воопшто не се пријатни. Огнената стихија уништува се со себе, било да е тоа природа, дом, човечки животи. Мораш да се навикнеш да живееш со тоа, велат Златко и Тони. Друго е чувство кога имаме пожар на објект, друго е чувството кога е на отворен простор. На отворен простор гледаме што гори. Во објект не гледаме и не знаеме што има внатре. Значи може да има плински боци, може да има хемиски средства некои, многу работи може да имат. Во едно домаќинство знаеме што се оставаме во просториите, во ложи, во противпожарните скали, или турши, мраки, не знам што се да не спомнам. Додека на отворен простор е друга. Значи мораме да направиме тактика, можеме да одма да направиме тактика, додуши и во затворен простор кога е пожар мораме да направиме тактика за да влеземе, а додека на отворен простор исто така тактика се прави за гасење, кај можеме најбезбедно да го спречиме пожарот да не се шири на таа страна. Значи предвидуваме ветер, предвидуваме горлива материја. Тие работи мора да ги предвидиме за да можеме пожар да го спречиме да не се шири на останатото. Има ситуации кога тоа и го преживуваме, да кажеме, дома отпосле. Има некогаш кога,
нели, колку и да вложиме труд и надчовечки напори, нешто нема да успееме да спасиме, онака се осеќам некош разочаран, што не сум можел повеќе, меѓутоа сепак толку се човечките можности, ние даваме све од себе колку што можеме да спасиме. Верувам дека и граѓаните знаат да го ценат тој. Јас не паметам пожар да сме биле наградувани, нели, за овакво. Секогаш луѓето кога и да сме отишле биле задоволни од нас, пошто нели сепак они се публиката од страна што нели ја ценат нашата работа, гледат колку сме пожртвувани и што све работиме. Признаваат дека на почетокот со занимавање со оваа професија стравот бил поприсутен, но и дека денес со искуството како да го нема. Да не се лажеме се, на секој човек не е истиот. Значи, еден со поголема страв, некој со помала страв. Сите, се додека не видиме што гори, ни престои некој адреналин, значи возбуда, не е страв тоа, него возбуда да видиме што е, како е, што гори, како ќе настапиме, како ќе го локализираме. Кој ќе стигнеме таму, одма тоа го нема веќе во нас. Ни стравот, ни адреналинот. Значи, веднаш поставуваме линии и пристапуваме кон гасење на пожар. Сега искрено ќе кажам, јас не чувствувам веќе страв, меѓутоа кога има некоја таква огромна стихија, све е тоа предизвик во борба, нели, со огнената стихија. Не би можел да кажам за страв. Може би сега страв ќе има во некои ситуации, нели, големи височини кога треба, нели, да се спаси нешто, нели, провали има, возила заглавени, треба да просто учествуваме и на технички интервенции. Оваа специфична и ризична професија повлекува со себе и случки и спомени кои остануваат врежани за цел живот. Најдраги се оние кога ќе се спаси човечкиот живот. Во атарот на село Брезица, Нова Брезница, према Козјак езерото, каде што има паднато човек и не повикуваат нас. Во 30 метарска јама, природна јама се, природни јами се таму. Ние мора да му дадеме помош. Докторот не може да се симне доле, мојот колега еден се симнува доле, најлесниот, за да можеме да го извлечеме горе. Значи, доле го спрема во специјално носило, но со доаѓање на специјалната единица, со помош на специјалната единица на полицијата, безбедно го извадивме човекот, жив си е, само за жал е непокрит. Тоа ќе ми остане најголем спомен, така да го кажам. Што сум дал помош на човек да остане жив. Од противпожарната бригада во Скопје го одјавуваме ова издание на Луѓе и места. Воедно и го најавуваме следното за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.